Министерството за внатрешни работи на Република Македонија го спроведува превентивниот проект Мешани патроли, кој отпочна со реализација на 20 јули 2012 година. Мешаните патроли во состав полицајци и инспектори за превенција, заедно со родители на малолетници, прават обиколка на најпосетуваните кафулиња и дискотеки со цел превентивно дејствување и запознавање со најпосетуваните локации каде нивните деца ја спроведуваат ноќната забава. Проектот предвидува родителите да се анимираат и едуцираат околу потенцијалните ризици на кои е изложена малолетната популација, особено во летниот период кога имаат слободно време на претек, па поинтензивно се дружат и во угостителските објекти, локали, дискотеки, но и на отворени простори, градски паркови и слично. Од почетокот на проектот, Мешани патроли вршеа обиколка низ објектите и локациите во повеќе градови во земјава: Куманово, Штип, Струмица, Охрид, Велес, Битола, Тетово и Скопје, а викендот 27-28 јули проектот беше спроведен и во нашата општина. Во проектот е предвидено и задолжително присуство на телевизиски медиум, со цел медиумска презентација и доближување на проектот и неговите цели до пошироката јавност. Предвидените активности на 28 јули отпочнаа во полициската станица Крива Паланка, каде дојдоа родителите кои се одзваа на поканата доброволно да учествуваат во проектот. Командирот на полициската станица и другите официјални лица од полицијата накратко им го презентираа проектот на присутните, пошто беа утврдени локации за посета. Родителите го поздравија проектот, зашто, како лица, родители на малолетници, директно се засегнати со проблематиката. Велат, доброто на нивните деца е една силна алка која ги поврзува, а градењето доверба во соработка со службените полициски лица е добар почеток во заедничкото решавање на проблемите на младите. Денеска сме од една група родители, со вас службени лица, имаме една заедничка цел. Тоа е доброто на нашите деца. И дефинитивно тоа е нешто најсилна врска што може да бидеме ние тука заедно. Значи, во моментот сега, овде се гради една доверба родители, службени лица. Динамичното општествено живење носи многу негативни појави. Ако на тие негативни појави им приоѓаме вак, заеднички, мислам дека многу полесно ќе ги совладуваме. Мислам дека е добар начин, ја поздравувам оваа акција, ова е одлично нешто и одличен пристап. Вака да им приоѓаме на проблем. По состанокот следеше теренскиот дел. Ја напуштивме полициската станица и заминавме кон предвидените локации. Екипата на Златен канал на терен заедно со полициската станица од Крива Паланка и родителите на малолетни лица од Крива Паланка. Сите заедно во рамки на проектот Мешани патроли, полициски службеници и родители во посета на угостителските објекти во Крива Паланка и јавните места, каде што во поголемиот дел од времето во вечерните часови нивните малолетни деца го поминуваат слободното време, особено во летниот период. Факт е дека самите униформирани полициски службеници предизвикаа внимание, па дел од младите реагираа изненадувачки. Патролите влегоа во објектите, се запознаа со амбиентот, а младите, во поголем процент малолетниците, уживаа во звуците на нивните омилени мелодии, се забавуваа и дружеа. Младина, убавина, насмејани лица, во некои објекти гужва и турканица. Родителите, дел од нив, наидоа на своите деца, некои се засрамија, а некои се насмевнаа сладко. Првиот дел од вечерта, родителите и полициските службеници заедно со нашата екипа ги посетија кафе бар Санта Фе, кафе бар Дони, кафе бар Син. Воглавно и во првите неколку објекти кои ги посетивме, но и во останатите кафе баровите Селек, Алиби и другите локации, сликата беше речиси идентична. Малолетници во голем број, но со оглед на времето пред 24 часот, кога се уште е дозволено да бидат излезени, се беше во ред. Освен локалите, патролата го посети и просторот кај Крива река, кај познатата Кадиска чешма, пошто заврши обиколката и предвидената маршрута. Потоа, на собирното место пред полициската станица, нешто пред 00 часот, полициските службеници им се заблагодарија на родителите за соработката. А родителите, поздравувајќи го уште еднаш проектот, во неврзан разговор истакнаа дека она на што мора да се обране внимание е проблемот на прерано запознавање и дружење на младите со пороците, алкохолот и цигарите во прв план.
Од полициската станица информираа дека проектот ќе продолжи да се реализира, со цел превенција и спречување младите лица да потпаднат прерано под влијанието на пороците на денешницата, алкохолот, цигарите и наркотичните супстанции. Со оглед на тоа што целта на проектот е превентивно да се действува, а нашата телевизија имаше можност да улови моменти и гледки кои не се баш пријатни, не прекоруваме, само укажуваме. Алкохол консумираат значителен број млади лица. И девојки, и момци. И во кафулињето, и на отворено. Иако затечени на лице место, присутните го напуштаат теренот, со цигара во раката, а зад себе оставаат куп испразнети шишиња од пиво. Некои се изненадија кога не видов. Други, инвентивно, верувале или не, се сокрија под маса. А третите се исплашија без причина од полицијата и побегнаа.